Според една студија изготвена со германска педантност, американската сојузна влада лани од новововедените царини инкасирала 200 милиарди долари. Убава сума секако, но само 4% од неа има паднато на товар на производителите кои ги извезуваат своите производи. Останатите 96% ги имаат покриено американските дистрибутери преку зголемување на продажните цени, односно во крајна линија купувачите. За веродостојноста на овој податок сведочи фактот дека е анализиран увозот на производи од целиот свет со вредност од 4000 милиарди долари. И други податоци укажуваат на тоа дека товарот од царинските акробации на Доналд Трамп ќе падне на грбот на граѓаните. Имено, откако судските власти укинаа поголем дел од донесените мерки, владата доби обврска да рефундира наплатени царини во висина од 166 милиарди долари. Автомобилските производители веднаш се огласија. Форд побара назад 1,3 милиарди, General Motors 500 милиони, а Stellantis 470 милиони долари. Сите тие пари ќе останат на нивните салда, на купувачите кои заради царините платиле повеќе, никој нема ништо да им врати. Со овие бројки испливаа на површина и податоците за увозот на возила од страна на Детроитската тројка. Заедно тие на своите купувачи лани им имаат пласирано вкупно 2 милиони возила произведени во странство, најчесто во Канада и Мексико, но и од Јужна Кореја и Кина. Најмногу General Motors, повеќе од половина од наведената бројка. Увезуваа, се разбира, и странските марки, но затоа пак Тесла сите своји возила ги има произведено во Америка.